عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كذا رواه مسلم. وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وذكر التكبير في أوله 4، وفي رواية أحمد في آخره: والإقامة مثنى مثنى لا يرجع. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، وقال: هذا حديث صحيح. Prvo che kažemo za Abu Mahdhura radijallahu ta'ala anhu. Abu Mahdhura radijallahu ta'ala anhu, jedan od ashabita na pratenikot sallallahu alaihi wasallam, jedan od muezinite na pratenikot sallallahu alaihi wasallam vo Mekka. Pratenikot sallallahu alaihi wasallam imаше 4 muezini во времето него, како што вели Ибн Al-Qayyim рахимахуллаху таала. Pratenikot sallallahu alaihi wasallam имаше колку muezini? 4 muezini. 2 имаше во Медина, во џамијата негова, еден во Куба, името му беше Саад ал-Курази, Маула Аммар ибн Јасир. Тој беше слуга на Аммар ибн Јасир радијаллаху таала анху. И Абу Махдура каде? Во Мекка. Овој Абу Махдура во Мекка. Абу Махдура како му е името? Учењаците имаат различно мислење. Некои велат дека името, и ова е најточното мислење, дека му беше Самурат ибн Маин. Самурат ибн Маин. А некои велат дека името му беше Аус, како што велат Ибн Абдул Бар рахимахуллаху таала. Абу Махдура радијаллаху таала анху имат интересантна историја како прифатил ислам овој човек. Пратеникот салаллаху алейхи веселем како ја ослободи Мекка, ја отвори Мекка, и од кога се вратеше од битката на Хунейн, Абу Махдура уште не беше муслиман. Беше 16 години. Млад. И овој, сам тој ја каже тоа, историјата. Го слушале муезинот на пратеникот салаллаху алейхи веселем учит езан. Езанот го учише. И овие многу го мрзее. Многу го мрзее. И бевме речет излезени во Хунейн, подалеку малку. Бевме и кога слушнавме езанот, почнавме рече да се шалиме, да се шегуваме со езанот и да викаме езан. Како што викаат муслиманите, рече и ние. Бевме 9 души. И сите викавме езан. Пратеникот салаллаху алейхи веселем го слуша. Ги слуша овие дека се шалат со езанот, се шегуваат со езанот и ги фати и ги донесе пред пратеникот салаллаху алейхи веселем. Замисли сега да бевме некој од нас. Се шалите со езанот, а? Или саблијата, или стапот, или зависи како. Знаеш ти се шали со езанот? Пратеникот салаллаху алейхи веселем го направи то. Него рече: слушнав меѓу вас еден имаше најубав глас. Замисли како не му рече зашто се шале, зашто се шегував, не му рече: слушнав меѓу вас еден имаше многу добар и висок глас. И рече: почнавме да викаме езан еден по еден. Сите кај, пратеник, како што се шалевме таму, почнавме, дека ми дојде, рече, редот мене да викам езан. Кога почнав, рече јас да викам езан, тој му беше, гласот му беше многу добар и висок и многу личен глас имаше. И почнав да викам езан. И тогаш пратеникот салаллаху алейхи веселем ме седна пред него и ја стави својата рака на глава, и со неговата рака стигна до кај градите мои и наудолу и до кај стомакот, и се молеше за мене. И после ми рече:
Од ка прифатив ислам, ми рече оди направи се муезин во Месџидул Харам, во Мекка. И велит Ебу Махдура радијаллаху таала анху велит, тогаш му реков на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, научи ми го езанот. И тогаш пратеникот салаллаху алейхи ве селем го научи овој езанот, што се пренесвит, што го кажавме, значи со два пати Аллаху акбар, ашхаду ла илаха илlallah, ашхаду ла илаха илlallah, ашхаду расулуллах, ашхаду мухаммадан расулуллах и до крај на езанот. Абу Махдура радијаллаху таала анху понатаму никогаш не се почишвеше овде, не се причеше во предниот дел на главата. Зашто? Што веле затоа што пратеникот салаллаху алейхи ве селем со својата рака рече ме чепна од главата. Никогаш не ја причеше главата. Толку после го сакаше на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, откако што му беше најмрзниот човек, го мрзеше. Умрел Абу Махдура радијаллаху таала анху во 59-та година по хиџретот. Значи ова е една кратка биографија за Абу Махдура радијаллаху таала анху. Сега меселете што ќе го земеме сега од овој хадис е кој е прописот на тарџиот во езанот. Што значи тарџи? Тарџи е ова што го кажавме порано. Значи да го учиш езанот, после кога ќе велиш ашхаду ла илаха илlallah, велиш два пати со помал глас и после го креваш гласот, уште еднаш ги повторуваш тие зборови. Сега, кој е прописот? Дали е тоа дозволено, дали е тоа мустахаб, дали тоа е мекрух? Ова е прашањето што ќе објасниме сега. Првото мислење веле дека тоа се мрзи. Е мекрух. Ова е мислењето на ханефиите и велет доказ за тоа го земет затоа што Билал радијаллаху таала анху во хадисот што го пренесевме горе од Абдуллах ибн Зейд, Билал радијаллаху таала анху не го направи тоа и не го учел езанот на таков начин. Второто мислење што велет дека тоа е суннет. И ова е мезхебот на маликиите и најточното мислење кај шафиите и се пренесвит од едно пренесување од ханбелиите. И доказ го земет овој хадисот на Абу Махдура радијаллаху таала анху што го кажавме погоре. Третото мислење вели дека тоа е мубах, дозволено. Ниту пак е суннет, ниту пак се мрзи. Значи не ниту е мекрух, ниту е суннет. И ова е најточното мислење кај ханбелиите. Најточното мислење кај ханбелиите. Добро, што вели Ибн Тајмија рахимахуллаху таала, откако што се сложат веќината на учењаците дека тоа е дозволено. Дозволено да се учат на сите форми што кажава. Ибн Тајмија што вели? Ас-савабу мазхабу ахли al-hadith wa man wafaqahum. Вели најточното мислење е мислењето на мухаддисините, оние што се занимаваат со хадисот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Дека тоа е сите овие форми се дозволени и не се мрзи ни една форма од овие. Него некогаш да учи вака, некогаш да учи така, некогаш да учи со таа форма, некогаш со таа форма, некогаш со таа форма, за да не се оставит суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Добро, а вели сега некој од вас, добро, јас утре муезин сум во џамија и ќе направам формата на Абу Махдура, хадисот на Абу Махдура радијаллаху таала со 19 зборови или пак со 17 зборови. Дозволено или не е дозволено? Е убо да се практикува сега на џамија кај нас или не убо? Не. Зашто не убо? Ке мисли дека нешто ново правиш. Нешто ново правиш. Значи можеш да правиш фитна. Можеш да правиш проблем. Добро, ако се прави проблем, нешто и однесвит на разделување на проблеми меѓу муслиманите, да се остави еден суннет е подобро, него да дојде до проблеми или пак да дојде да се прави нешто проблем во џамија.
Сунетот е подобро да се остави тогаш, него да се практикира тој суннет. Тамам? Иако е дозволено да ги знаете овие форми, убаво е да знаете како знаење, но сега народот уште не знае кај нас. Сега не треба ти кога ќе викаш езан, јас ќе викам со езанот на Абу Махдура, не ќе викаш со езанот на Абдуллах ибн Зейд со 15 зборови. Тамам? Allah најубаво знае. Значи езанот имаше три форми. Со 15 зборови, со 19 и со 17. Добро, и каметот со 17 кој ќе ми кажете. Зашо Адисот го читавме горе, пратеникот саллаллаху алейхи селем вели да Абу Махдура го научи езанот со 19 зборови, а и каметот со 17 зборови. Ајде, сега и каметот ако ги броиме се колку зборови? 11. Како ќе излегне 17? Ајде. Што го учат кај нас. Ханефискиот, тамам. Значи ханефискиот што го учат кај нас, значи со 17 зборови. Како? Како го учат кај нас? И кај нас не знаете како го учат. Џамија како го учат? 4 пати Аллаху акбар, исто како езан, само додавај што? Кад камети сала, кад камети ас-сала. Значи со 17, тоа е и каметот со 17 зборови. А ние што го учиме, ние селефиите, џомти? Ние како го учиме? Со 11 зборови. Ние селефиите, значи што сакам да кажам со ова, ние што ги следиме, значи претходниците. Кај ги следиме? Значи ако ги гледаме нашите дела, ние не ги следиме нигде претходниците, ама се велиме, се нарекуваме дека ги следиме. Ние не клањаме в џамија суннет и дома не клањаме суннет. А тие клањаe барем. Претходниците не клањаe в џамија, ама клањаe дома. Ние после џума не клањаме в џамија суннет после џума, зашто ги клањаме дома кај име на кафе после џума. Ке сеиме таму 2 сати и сунетите на после џума и после се нарекуваме машалла селефи претходници на, значи што ги следиме претходниците наши, што се бине добри. А овој аџијата подобар е од тебе, затоа што тој ги клања секогаш сунетите, никогаш не му бегаат. Тој прави некои сунети може да клањаш што не се веродостојни хадисите. Како во хадисите пред џума да клањаш сунет. Тие хадиси не се веродостојни, немаат база, ама после џума сунети имат. Може да клањаш колку рековме? Од џамија колку може да клањаш? Можеш 4, можеш 2, можеш 6. Значи 3 врсти имаме. 3 мислења. Имаме некој вели да клањаш колку в џамија? 2 дома, 2 џамија. Добро. Некој што колку велат да клањаш колку в џамија, колку дома? 4 дома, 2 џамија. 4 џамија, 2 дома. 4 џамија, 2 дома. Значи и така имат. Некој вели 2 џамија, 4 дома. Значи имат 6, имат 4, имат 2. Кој ги прави од овие немат проблем. Значи ovo je Abu Mahdurata radijallahu ta'ala anhu i ovo je sve sifatite na ezanut, formite na ezanut.